Признанијата за најдобрите фирми и поединци по избор на новинарите од регионалниот центар Исток при Сдруженијето на новинари на Македонија беа доделени во Свети Николе. Новинарите избраа 14 лауреати, посебно признание за академик доктор Жан Митрев. Секоја награда и признание значи нешто. Ова ми значи посебно, бидејќи доаѓа прво што велиме од дома, бидејќи од дома малку потешко се признават некои работи, а овој Истокот мој е баш дома и доаѓа од Сдруженијето на новинари, што исто така ми значи многу, бидејќи моите почетоци во Македонија и да кажам, оние првите средби со новинарите не беа и баш така, да кажам, позитивни во однос на мене, меѓутоа се надевам и оваа признание можеби допринесе да и сите оние кои не веруваа во она што го ја работев и го работам, најпосле да го увидат и да го на некој начин да ми го признаат со ова врчување на званично признание. Така да навистина ми е посебна чест. Признание за успешност и за ангиографското одделение на клиничка болница Штип. Ако си поставиме високи цели, да следиме високи стандарди и норми кои што, како што и секаде во светот, во здравството, така и ние успеавме во период од 40 месеци да направиме една институција во Источна Македонија нова, од корен, и да стигнеме до нивото каде што стигнавме. Да работиме сложени кардиоваскуларни интервенции, да работиме интервенции на крвните садови на нозете, на рацете, бубрежните крвни артерии, така да во 2017 се надеваме дека овој репертоар на интервенции ќе го зголемиме, прошириме и како и кај доктор Жан Митрев во неговата прекрасна болница ќе поставиме слични стандарди каде што ќе можеме да се гордееме во државното здравство и поготово клиничката болница Штип со сето она што ќе го нуди на пациентите. Голема благодарност до менаџерскиот тим на клиничка болница Штип, што без нивна помош немаше да можеме да успееме во нашата работа, а секако огромна благодарност и до сите останати членови на тимот, бидејќи нашата работа е тимска. Како носители на дејност, меѓутоа без никаква потпора од страна на сестрите асистенти, нити останатите доктори на едукација и специјализанти не би можеле ова да го направиме. Новинарите Даниела Такева и Горан Левков во 2016 година најдобри помеѓу колегите новинари од Истокот. Ова ми е четврта награда во мојата новинарска кариера, која што ја работам веќе 20 години, но ми е најзначајна ова награда, бидејќи доаѓа од моите колеги, од колеги професионалци, од дел од нив и сум го учела овој занает. Навистина ме направија горда и среќна вечерва што ми го додели ова признание. Ова признание значи потврда дека работата што ја работам на вистинскиот начин, но и понатаму ќе ме поттикнува ова признание да продолжам со тој начин на работа, да одам по теренот, каде што е вистинскиот живот и да ги барам оние вистински истории. Јас годинава сум добитник на наградата за истражувачко новинарство. Ова е прва награда што ја имам добиена од Сдруженијето на новинари во Исток, трета награда досега добиена во мојата 10-годишна кариера. Се надевам дека ќе продолжи мојата кариера да расне и понатаму со награди. Сум благодарен премногу на Центарот за истражувачко новинарство што ми дозволува слобода за истрагите, што ми дозволува во вакви тешки услови за новинарство во Македонија да имам целосни можности за да ги спроведувам истрагите кои што доведоа до промени во нашето општество. Николајчо Николов од рудникот Бучим, новинарите од Истокот го препознаа за неуспешен. Јас кажав кога го примив признанието дека тоа е признание практично за целиот колектив Бучим, кој успешно работи повеќе од 12 години. Во Бучим се вработени околу 700 луѓе. Направивме еден хармоничен колектив кој стопанисува
за наша среќа успешно сите овие години, бележиме добри резултати. Ние во овој момент се трудиме на Бучем да му направиме, да му обезбедиме перспектива за работа во наредните 15 години. Признанија најдоброто од Истокот за 2016 година новинарите од регионалниот актив Исток при Сдруженијето на новинари на Македонија доделија и на печатница Европа 92 во Кочани како најдобри во стопанството. На Сонја Данилова од Пробиштип најдобра во образованието, Јонче Стојковски одговорен рудар за Алимак во Јама рудник Саса Македонска каменица, најдобар во областа на трудот. Миле Ѓоргиовски Делчево најдобар во книжевноста, хуморот и сатирата, Ротари клуб Кочани Виница најдобар во областа на хуманоста, награда за планинарите Осолво во Кочани, најдобри во спортот, Ходелот Манастир беше најдобар во туризмот, Мандолинскиот оркестар Свети Николај во Свети Николе признание за најдобро во културата. И Албиро фирмата која соработува со Швајцарија, новинарите од Истокот ја препознаа како најдобра во областа на општествената одговорност.